Рецесија, односно пад на економијата за 3,9%, а до година растот 4%. Долгот ке расте, луѓето ќе остануваат без работа, буџетскиот дефицит ќе се продлабочува. Ова е последната проекција на Европската комисија за Македонија. Приходите во буџетот ќе се намалат за 1/4. Државниот долг ќе порасне за 7% на 47,2% од бруто домашниот производ. Комисијата нема проекции за јавниот долг, но ако тој се зголемува со истата динамика, математиките покажуваат дека од сегашните 50,7% до крајот на годинава тој ќе достигне 56% од БДП. Унијата проектира буџетски дефицит од 6,8%, кој е за дури 3 пати поголем од првично планираниот годинава од 2,3%. Тоа значи дека предвидената дупка во државната каса од 276 милиони евра ќе се зголеми на дури 828 милиони евра. Од делегацијата на Европската Унија во Скопје вела дека владата креирала мерки на слично ниво со државите членки на Унијата, но дека треба да внимава, зашто пролонгирањето на кризата ќе го отежни менаџирањето со помошта за фирмите, па неопходно ќе биде да се направи ребаланс на буџетот. If you compare it to EU member states, this is not a super high debt, but at the same time, North Macedonia has also, let's say, less capacity for revenue collection. So in that sense, it is a worrying development. Во извештајот стои дека поради последиците од коронавирусот, невработеноста во земјава ќе се зголеми на 18,1%. Главните ризици врз економијата доаѓаат однадвор, односно од состојбата на најголемите трговски партнери. Во земјата пак како кризата потрае, ќе се случи поголем раст на невработеноста, намалување на трошењата и пад на буџетските приходи. Представникот на делегацијата на Европската Унија во земјава Фрикјан Мат не сакаше да ја коментира опцијата за намалување на плати во администрацијата, но посочи дека тоа е политичка одлука и владата треба добро да размисли пред да ја спроведе. Инаку Европа ја чека најтешката рецесија уште од времето на големата депресија од 30-тите години од минатиот век. Еврозоната ќе заврши во минус од 7,7%. Нашиот најголем трговски партнер Германија, според комисијата, ќе ја заврши годината со рецесија од минус од 6,5%. Од земјите од регионот, Србија ќе заврши во минус од 4,1%, Албанија во минус од 4,8% и Црна Гора во рецесија од 5,9%.